Што мислите вие, кој би бил најдобар поклон за жената? Значи вие мислите дека мажите и жените не се рамноправни од прилика. Тука сме по Охридската чаршија, ќе ги запрашаме на охриѓанки и на охриѓаните дали и кој им е омилен поклон во врска со 8 март. Ево тука е на господја. Господјо, едно прашање брзо. Кој би бил најдобар поклон за 8 март? За 8 март. Srećan praznik. Фала многу. Но е добар млад брачен пар и прашаме сега. Здраво господа, едно прашање. Што мислите кој би бил најсовршен поклон за 8 март? Кој поклон сака? Сопругата ќе прашам јас. Што вика сопруга? Само слога да имаме, друго ништо не сакам. Само сакам да ме поштуват и друго ништо. Поштувањето најголем. Многу тешко прашање. Тешко, а? Многу тешко, многу незгодно прашање. Пример некој. Добра љубов, само така. Само љубов, само Да. само љубов. Ништо поќе. Фала ви многу. Значи материјално ништо, само Ништо не сакам. Не, материјално ништо не сакам. Ништо, духовната работа е сега, да се одржи духот на човекот. фала многу, супер одговор, фала многу. Што мислите вие кој е најдобар поклон да се поклонит за 8 март, за 8 март? Здраво господи, дали би можеле едно кратко интервју? Па можемо причати и на српски. Ајде, можемо. Дали сте дошли овде због празника жене на 8 Da, март? došli smo zbog praznika Dana žena, iz Vranja smo, jedna grupa sa Škorpion Tours, jer se tako vaše agencije naša, da malo prođemo, inače nismo prvi put u Ohridu. Како ви се свиѓа у Охрид? Pa uvek je lepo, evo Slavica mi. Ohrid je prelep, pun utisaka, bili smo već i oduševljeni smo Ohridom i zato smo došli ponovo. Prvo zbog lepog provoda i naroda koji je sličan po temperamentu nama i onda to budu lepa druženja i lepe večeri. A šta mislite кој е најбољи поклон за 8 марта? Pažnja je najvažniji poklon, nikakva vrednost. Da, možda nije loša i neka tašna ili neki lančić od srebra u ovom. Neki dijamančić, da. Ohridski biser. Здраво девојки, едно прашање многу брзо. Многу брзо. За 8 март ќе ве има на интернет. Nismo skromni što se toga tiče, ali dovoljno je da napunimo srce i dušu ovom lepotom i da smo srećne, pa je sve ostalo. Mada ukoliko bi bilo bez poklona sve to ne bi bio kompletan ugođaj. Значи пажња, дијаманте, ташна. Фала вам пуно. Елте. Лесно прашање. Прашањево ми е што мислите вие според вас, индивидуално, значи не како сите заедно, кој би бил најубав поклон за денот на жената сега за 8 март? Cvijeće. Многу си креативна. Čokoladče. Pa, nekoj parfem cvijeke. Чоколад. Bakneš. Девојка, што мислиш, кој би бил најсовршен поклон, да речеме, за баба ти? Cvijeke i čokolada. А бакнеш немат? Многу беше смешно. Кај планирате да славите 1 мај? Што мислите вие, господине капетан, кој би бил најсовршен подарок за денот на жената во недела? За совршен подарок нема многу размислено, ама за жените треба секој ден да е 8 март, секој ден да се поклонува. Обично сите подаруваат цвеки на сите тие работи, али вниманието што треба на една жена да се посвети, мислам дека е најдобриот поклон. Дали вие мислите дека доволно внимание му посветувате на жената, ваша или, не знам, чужда, појма не. Да, значи во секој случај жената е нешто посебно и нормално дека треба да се посвети доста внимание. И то не само на овој ден, него општо преку цела година. Можда овој ден јас најмалку и посветувам внимание, него наредните 365, односно 4 дена. Дечки, не бегајте да ве прашаме едно прашање, немојте да бегате, дечки. Процентуално, како се во сооднос машки со женски туристи? Според вака, некои ваши истражувања. Немам истражувано, ама негде од прилика пола-пола. Дали доаѓаат ко порано, да речеме, холанѓанки сами? Дали, господине Христо Узнунов, мислите дека вашите деца фудбалерчина се подобри од тие на Григор Прличев? Hello, how are you? Oh, I'm fine. What do you think? What is the most important gift to a woman to give? Give health. Health? Yes. Health.
Yes. Thank you very much. Тоа е едно прашање во врска со 8 март. Кој мислите вие дека е најсовршен поклон да му се поклони на денот на жената? Цвеќе. Само цвеќе? Доста е. Доста е? Доста е. Само цвеќе. Здраво господа, дали може едно прашање во врска со 8 март? Можеш девојката, господјата? Добро. Господјата. Што мислите вие кој би бил најубав поклон да му се поклони на женава за 8 март? Не знам, зависи до жената. Ти што мислиш? Исто. Например, Цвеќе. Здраво господин, една изјава дали може за 8 март. Кој мислите вие дека е најпогоден поклон да и се купи на жената? Пакетче кондомчине. Девојче, дали би сакале едно прашање да прашам? Не, а? Господине Методи Патче, што ќе изјавите вие во врска со 1 мај? Тндн. Здраво господа, да ве прашам едно прашање во врска со 8 март. Не се плашите толку, што? Господине, вас да ве прашам нешто за 8 март. Што мислите вие, кој би бил добар поклон за жената? Што и купивте на вашата учителка? Nije tačno. Каква ташна? Ајде ти девојка вака, Queen. Ajde, Vukko, ti, ajde. Kako? Kafeavo. Дали беше скапа ташната поклонот или не беше скап? Беше. Скап? Да. Колку? Около 1200. О, значи сите по 50 денари или 1200 денари собравте. Да, дали заслужи од вашата професорка учителка поскап поклон? Da. It's my first year here in Macedonia, so I will get to spend it with my friends, Filipinas. So yeah, I'm so excited. So you're here about the holiday, yes? About? No, I'm actually live here. I am married. Ah. Yeah, I am like yes. I'm not yet citizen, but I'm waiting for it. Yeah. And what gift you want to receive about the holiday? Nothing special. I just want to spend it with my friends. You want maybe citizenship? Oh yeah, I can't wait. I can't wait, really. Yeah. Да, дечки, тоа беше тоа. Дали сакате изјавите за 8 март? Елате, дојте, но? Не? Добро, ево, гледате колку е тешко сав да ви покажам. Јас затоа се скрив зад камерата, му дозволив на Вика Карота да се пржи малце помеѓу нашиот народ. Ова беше, да, се срамеше, мислам, тоа е окей, но е тешко иначе, анкета, многу интересно. Валјда ќе продолжиме да правиме такви работи со поинтересни теми, сега за 8 март, знаете, мораше малце тоа да се прашат. И кој што гледате дека охријани многу интересни одговори дадоја или појкето не дадоја. Така што фала што не следевте, среќен 8 март на тие што си ославите, на тие што не си ославите, ојте купете по нешто и славете го и вие. Чао.